Овие серии беше беа Марковски фамилија, имаше една нова серија са на трајлер. Да сними трајлер за Black Ops. Да. Не знам што беше тоа. Но не, као што знам, не е снимено ништо покрај трейлерот. И сега да видиме. Тој има добра продукцијска вредност, многу трейлерот, али сепак мислам дека на некој начин е неподкован. Ми се свига што е на некој начин тврдоглаво и дека се решиле да го направат, само што мислам дека би можело повеќе да се прифати и некоја критика, да се излезе да се направи прва муабет со луѓе што знаат, па после да се седне да се направи такво нешто или повеќе. Пошто не знам колку повеќе има тоа, знам дека трейлерот во однос на монтажа е добар. Тоа е, како да кажам, за сечењето, за музиката, за изборот, за кадрите, за кинематографијата е супер. За другите мислам дека е послед може да се подобри во тие погледи, ама здраве да добијат, мислам дека планираат да аплицираат на Netflix или некоја друга платформа. Да, аплицираат, така и на процесот. Здраве, ако добијат, ќе видиме што ќе излезе. Да. Марковски мислам дека беа добар потек беше во секој случај да се направи таква наша серија што можела во странство исто да работи. Се не ја гледам многу, ја гледав одамна, не помнам толку многу, ама не беше лоша. Мислам дека е пример за како би требало да почнеме да се движиме ние. Да, имаше некоја свежина во серијата Марковски, имаше некој пореален аспект кој што не се плашеа да го прикажат во јавноста. Долу преден степен, после малку знаеа малку да искриват. Али се беше видено некако, тоа не ми се свигаше. Дека тоа што го гледав на серијата се дешава во секојдневен живот и тоа е окей, ама некако не беше направено толку интересно за да ми задржи внимание за да продолжам да... Глеј, јас знам да бидам вака малце груб, пошто Не, слободно. Критичар сум. Јасно. Значи мора да бидеме малце по нетолерантни во тој поглед, особено во Македонија. Ја како лаик балкански, па и ќе ги знам балкански филми, малку не ми се допаѓа тоа што има премногу изразени сексуални сцени, например, понекогаш, има премногу агресија во некои си моменти кои што нема потреба. Не, да, баш непотребни се, да. Непотребни се моменти. Ја разбирам дека може има и нека уметност во тоа, меѓутоа премногу визуелно боли на очи, тешко да се разбира дека се земе Холивуд мејнстримот. Они во тој наратив има малку полесен, значи во посуптилно некако. Тоа го викаме класично, да, се овие имаш класичен и европски филм горе-долу така ги делат. Ама па не мора да значи тоа што викаш што го гледаш, може да има конкуренција генерално. Може да има нека уметничка вредност, што викаш али ти не ја гледаш, така? Епа ја така си мислев за некои филмови како мал, се викам ова е возрастен филм, кога ќе пораснам ќе уживам него. И од пораснав и го гледам филмот и гледам дека нема благе везе. Не е до уметноста, деку до тоа колку се сваќа и како се сваќа. Да. Али па не, на филм не е поентата да биде езотерична уметност, така да не биде. Не треба филм да се соберат 10 души у соба и само тие 10 души да го гледат тој еден филм и само тие да го гледаат, да може да го сватат. Да, така треба да биде успешните филмови, добрите филмови што стануваат со тебе, се приказни што се универзални, што може многу пошироко да се разберат. Јасно. Пошто нема нешто тука у Македонија што се дешава, ако добро го прикажеш, што не би можел човек што знам по Индонезија да го свати или било каде лупам. Да. Лупам, значи треба кон тоа да се стремиме и не може да биде, не смее да биде тоа изговор дека е уметнички филм и наменив да не се свати. Ако е така, тогаш не е добар филмот. Yes. Али еве пред некое време скоро го гледав Shame со Майкл Фасбендер и сега јас имам такво мислење за тој филм дека е не сум го знал. Оптималниот европски филм. Така сите европски филмови што тврдат дека се европски филмови, европски режисери што сакаат да направат таков филм, се стремат кон тоа. Значи нема некоја класична структура филмот и чисто вози на емоција и на случување.
што му се дешаваат на главниот лик, што прави. Ама толку те вози. Толку некако имаше можда има повеќе секвенци кај што може да се каже дека не се случува ништо посебно, дека се арбитрарни, дека чак и може да излезат од филмот и би бил ист, ама не е исто така, нема да биде исто, пошто седиш и со минути го гледаш, еве рецимо може памтам кај што трча, излегува трча во Њу Јорк и трча и го следи камера со блокови и го гледаш и уживаш, магепсан си. Но мислам дека никој европски филм го нема постигнато и затоа тврдам дека е толку добар во тој поглед. Иако ја нема таа класична структура, дека е далеку поуспешен од тоа што Ако беше некојаш се прифаќа дека е европски филм. Може би беше видено еден филм со Кристијан Бел, Night of Cups. Од овие филми нешто успе да разгледаш са Дюн во зборот. Вече идам да го гледам. Да. Брат ми многу го фалеше. Неговото мислење многу ми значи за филм, пошто е необично е. Тоа ми се свига.